Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин 17:10 време кога се дружиме и кога информираме околу проблемите со вашето здравје. Денеска одлучивме малку да посветиме внимание на проблемите кај децата со аутистичен спектар. Знаете дека кога веќе ќе се диагностицира состојба на аутизам кај едно дете, тука во процесот се вклучува и логопед. За таа цел со мене во студиото е магистар Ана Петреска, која што е логопед и ни доаѓа од Логопедско-дефектолошкиот центар Интеракција Плюс. Со неа малку ќе поразговараме на оваа тема за аутизмот, значи што е аутизам, како, кога се манифестира, значи со кои симптоми, кои се причините, значи како оди потоа процесот на диагностика и најважното вклучувањето на логопедот во третманот на аутизмот. Меѓутоа пред да поздравам Ана, би сакала малку да прочитам само неколку информации кога се одбележуваше оваа година, значи Светскиот ден на аутизам, тоа е 2 април, сите оние кои што се информирани добро знаат. Значи меѓународниот ден за поддршка на лицата со аутизам има за цел секогаш нели да стави акцент на пречките со кои се соочуваат секојдневно луѓето со аутизам и другите кои живеат со лица со аутизам, а исто така се прославуваат и уникатните вредности на оние лица со аутизам. Генералното собрание на Обединетите нации во ноември 2017 година ја усвои резолуцијата со која се осврнуваат на посебните предизвици со кои се соочуваат жените и девојките со посебни потреби во контекст на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Значи во Македонија се уште нема, секогаш тоа го потенцираме, се уште нема регистар за луѓето со аутизам, но според светската состојба која кажува дека на 166 луѓе има еден со аутизам. Тоа значи дека кај нас има околу 12.000 и оваа бројка не смее да се занемари. Затоа е добро секогаш да проговориме и да кажеме нешто повеќе за аутизмот. Ана, ти посакувам добре дојде и драго ми е што си денес овде. Благодарам за вашата покана, да ги поздравам и вашите гледачи. Навистина дадовте на прекрасна најава каде што се осврнавте на оние аспекти што уште треба да се работи на планот на аутизмот, меѓутоа и на важноста на логопедот во тимот. Така, да. Затоа и си денес тука да кажеме се околу аутизмот, меѓутоа најважното околу твојата улога кога нели ќе дојдат кај вас деца со аутистичен спектар. Што представува аутизмот? Аутизмот представува первазивно или невроразвојно нарушување кое што се манифестира до 3-та година од животот на детето. Значи децата со аутизам имаат проблем во социјалната интеракција, тоа што не сакаат да воспоставуваат комуникација со друг, интеракција, игра. Значи се карактеризира со едно отсутно однесување кај детето, преповлечено, премирно дете, каде што дури и према својата најтесна околина, мајката, таткото, значи родителите забележуваат ладно однесување, бегање од нив или кога им братче и сестриче ќе му приде или пак некој дете, знае детето и бурно да изреагира на тој обид за интеракција. Ќе видите како детето има некоја своја игра под еден определен редослед, шема, како ги реди под, да речеме, ист редослед количките или се започнува со истата боја на количка или коцка, ако се обидете да му кажете ајде сега малку поинаку, може и послободен редослед, како детето тоа го доживува како упад, едноставно не му е пријатно зашто тоа му го правите или при јаки звуци реагира бурно, така што ги затвара ушите, исто она карактеристично вртење во круг, одење на прсти, кое што може да остане и до поголема возраст кај децата и најмногу од се, значи она што е најзагрижувачки знак, тоа е отсуството на говор. Значи децата што се со оваа состојба, аутизам или аутистичен спектар, како што сега повеќе се кажува, сите тие подоцна прозборуваат. Значи некаде до 3-та година, речиси секој дете од нив има проблем со говорот. Значи или воопшто немаме
говор, или пак имаме некој говор, некои своји фрази, нешто научено што се повторува ехолалично напамет, меѓутоа гледате дека детето не е присутно, нема внимание, нема интеракција и не може да ви одговори повратно ни со да, ни со не. Значи тоа се оние засегања во вербалната комуникација, во однесувањето и тие се тие аларми, тие се тие знаци што родителите ги упатуваат да побараат помош. Еве вие нели во секојдневното ваше работење нели доаѓаат и дечиња кои што имаат ваков проблем. Обично дали доаѓаат навреме родителите ги детектираат ваквите проблеми или пак со оглед на тоа нели дека секој родител некако потешко прифаќа да за своето дете дека има ваков проблем, пак поминува повеќе време и тука се создава дополнителен проблем. Многу интересно и битно прашање. Значи, кога се започнува диагностиката, патот кон рехабилитацијата, видите, во однос на прифаќањето нормално, секој родител различно, некои родители сега, да речам, младата генерација на родители се и доста поедуцирани. По пат на интернет, по пат на странска литература, меѓутоа, оној што е валката на диагностика на помош обично матичниот лекар, затоа што родителот секогаш кажува нешто ми е чудно, детето не зборува, што му е, и секогаш матичните лекари се одлучуваат да, може да, тоа што нема говор е чудно, иако може и да се потпрема на тоа дека да, може и да лежи во подоцнежно прозборување, не мора да лежи проблемот во аутизмот, меѓутоа најдобро е секогаш да и како и да е, и да не е, и да е, да бидат упатени родителите кај детски невролог или детски невропсихијатар, што кога ќе ги види симптомите и ќе го види детето по посебни, нели, чекинг протоколи за диагностика, ќе види по пат на елиминација дали станува збор за тоа или не. И обично потоа се започнува со дефектолошки третмани за концентрација и внимание, каде што нормално се стимулира и говорот, па дури потоа кога детето ќе стекне внимание и концентрација, се преминува кон логопедската работа. Околу настанувањето, причините кои што нели постојано се напоменуваат, кои се тие кои што се нели предизвикувачи на ваквата состојба на аутистичен спектар кај децата, многу се говори, постојано се говори. Знаеме и колку се споменувани вакцините кои што нели секогаш оние кои што ги препорачуваат се во одбрана, оние кои што треба да ги примат, односно родителите се секогаш против вакцинирањето. Што би кажале вие? Да, во однос на причини има повеќе. Значи, се наведува и возраста на двајцата родители, исто возраста на таткото во корелација со феталниот тестостерон, исто доколку мајката во бременоста па и пред тоа примала некои медикаменти, обично тоа се препаратите антидепресиви кои што знаат да влијаат штетно врз плодот. Исто така начинот на породување, чести породувања со царски рез, рано стегање на мозокот, некакви повреди, значи може да предизвикаат, меѓутоа ова се еден дел од можните причини. Водечката причина се уште не е докажана зошто токму се појавува аутизмот. Се смета дури и присуството на некои гени во нечи организам, дека некои гени може да бидат одговорни за аутизмот, меѓутоа се уште точно не можеме да кажеме да токму поради тоа. И вакцините, сега беше многу актуелно дека некои субстанции во вакцините се, кај некои деца е најдено поголемо количество во крвта од што треба и дека тоа е резултат на примената вакцина. Кај некои деца тие поголеми количества се и лабораториски докажани дека навистина постои кај детето поголема концентрација, детето примило, не родителите велат, нема на кој друг начин освен од вакцина. Меѓутоа, ние бидејќи не сме доктори, бидејќи таа не е се уште официјално подкрепено, значи стојам на ставот дека водечката причина се уште не е потврдена зошто токму настанува аутизмот. Можеме само да нагаѓаме на оние кои што им сметаат вакцините, дека се вакцините, на оние кои што ги
препорачуваат пак ги актуализираат останатите причини. Да се вратиме малку околу процесот на диагностика, бидејќи ми се чини дека во третманот понатаму на аутизмот е тој некако најважен дел. Колку навреме се диагностицира дека едно дете има аутистичен спектар на нарушување во развојот, толку ми се чини дека и подобри ќе бидат резултатите. Да. Сум говорела многу на оваа тема и нели со доктори, со други кои се вклучени во процесот, се вели дека кога веќе ќе се детектира проблемот кај аутистичните деца, тука станува збор за исто така за натрупување на отрови во организмот, пак се препорачува да се јаде нели посебна храна. Колку децата со аутистичен спектар имаат навика да јадат едната иста храна? Дали тоа можеби е некој сигнал? Да. А во однос на диагностиката, значи колку рано, дали баш веднаш ќе се диагностицира, дали веднаш ќе се насочиме, тоа за жал не е кај сите деца така, некогаш знаеме да залутаме по патот на диагностиката. Така. Затоа што знаете како со што обично се мешаат овие симптоми? Значи со развојниот говор? И ова е битно прашање како и што. Бидејќи едно дете кое што може да ви дојде на преглед, а гледате дека е отсутно, немате повратна информација, лошо реагира на дразби, нема говор, првиот сигнал е дали е се во ред со слухот. Значи, секогаш се исклучува слухот. Ако видиме дека слухот е нормален, веќе тогаш втората инстанца е дека проблемот лежи во говорот. Сега, едно дете кое што уште не е прозборено, да речеме, а зборува некои зборчиња на англиски, тоа може вас и друго дете да ви дојде на преглед, а да зборува на англиски, меѓутоа да видите дека е свесно, дека нема проблем. Најмногу она што може да ве одреди, тоа е погледот, концентрацијата и оние стереотипни движења, значи со рацете, ќе видите како детето ги движи прстите, не вообичаено, како нешто, например, ако види некој предмет во вашата ординација, репетитивно го врти, како вие кога ќе нешто се обидете, ајде, седни до мене, како се викаш ти, така натаму, како тоа бега, вришти, одењето во круг, или вие додека разговарате со неговите родители, тоа оди напред, назад цело време, значи тој не мисли што го има, или вие ако му дадете сложувалка за да видите нели како ќе ја нареди, како е со развојот, дека воопшто не го интересира или само репетитивно ќе биде стави, извади. Значи јасно ви е дека не е само обичен задоснет говорен развој, туку имаме проблем од аутистичен спектар каде што е засегнат централниот нервен систем и затоа целокупното однесување се пореметува и детето нема насочено внимание. Меѓутоа, секогаш оние кои што ја даваат диагнозата, тоа се детските невролози и детските невропсихијатри. Значи, некогаш родителите знаат и првенствено да дојдат кај нас. Да речат, моето дете уште не е прозборено, гледам дека нешто не е во ред, читам. Исто така, ние ќе го процениме, ќе видиме некои симптоми кои што не асоцираат на тоа и секогаш ние не можеме да кажеме дека да, токму е тоа, туку ги праќаме да види детски невролог и да си каже. Меѓутоа, во патот на диагностиката, знаете, и една обсервација и кај невролог или невропсихијатар, дури и кај дефектолог, знае да не биде доволна, затоа што на еден преглед детето може да не ви соработува, затоа што, да речеме, тоа што не ве прифаќа да се дължи дека е тоа во нова средина, дека не сака да соработува, дека е поврзано со мајката и таткото, па лошо прифаќа нови луѓе, или едноставно да си кажете добро, сепак е добро, сепак нешто од одредени задолженија направи, не е толку лошо, не можам да го ставам во таа група, затоа кога не сме сигурни, ние лекарите, подобро е да се направат неколку обсервации, значи 3-5, значи за да се види целата слика зашто точно станува збор. Некогаш една обсервација знае да не биде доволна и некогаш и невролозите да кажат детето е добро,
има потенцијал да прозбори, ќе биде во ред, тоа е кажано на 3 години и ќе се отпочне рехабилитацијата. Како и да е, кога отсуствува говорот, секогаш се препорачува терапија со дефектолог, со логопед, меѓутоа како што изминува периодот на рехабилитација, вие ќе видите дека кај детето тие симптоми, тој немир, тоа репетитивно однесување не се губи или дека во говорот не напредува како што би напреднало едно дете кое што има задоцнет развој, меѓутоа во позадина не е овој проблем и вие веќе знаете дека се станувало збор за нешто друго, меѓутоа многу е тешко на родителот ако првично лекарот кажал дека се е во ред, дека не спаѓам во таа група, подоцна веќе и да видите вие дека станува збор за нешто такво, ваше е само да рехабилитирате и да се трудите да дојдете до максимално подобрување, меѓутоа веќе не можете вие да кажете, знаете што сега ние веќе согледавме дека станува збор за тоа, затоа што кога подоцна ќе се каже тоа на родителот, потоа тоа многу болно го прифаќаат. Тоа е за нив шок, затоа што и тие самите знаат дека оваа состојба како што кажав, не се засегнати само подолготрајна рехабилитација и знаат дека тоа не е нешто што може да се заврши за еден временски период. Во однос на исхраната, точно е тоа дека кај одреден дел на деца, одредена група на деца, исхраната има влијание, особено ако се открие лабораториски дека детето е нетолерантно или интолерантно на глутен и лактоза, глутенот и казеинот. Тие се две состојки што ги има во глутенот во белите печева, во лимон и во млечните производи казеинот. Ако се утврди дека кај детето има кандида, имаме цревна пропусливост и дека тие одат невротоксично штетно до мозокот, не се задржуваат корисните материи од тие состојки и тие навистина го пореметуваат нивното однесување, ги прават по-хиперактивни, по-ненасочени, тогаш се спроведува таа диета која што има влијание и јас секогаш препорачувам и да се докаже дека детето дека нема проблем на тој план, меѓутоа секогаш да се практикува посвежа храна, значи во сурова форма, дали за тоа свежо цедени сокови, овошји и така натаму, да не видат тоа кондиторски производи, благо, гумени бомбони, шеќери, затоа што тие и на секое дете му прават хиперактивност. И на оние кои што немаат проблема, камоли на детето. Повеќе природна храна во секој случај. Ана, стигнуваме до моментот кога веќе кај вас доаѓаат дечиња со аутистичен спектар. Кажавте дека дефектологот први ја презема улогата во третманот. Накусо само да кажете што конкретно презема дефектологот, а потоа ќе преминеме зона ваша улога како логопед. Така, значи дефектологот првичните вежби од кога ќе се направи проценката на детето, се првични вежби за свое самоспознавање, значи учењето на телесната шема и контактот со очи. Кај детето со аутизам најзасегнатото нешто е она активно внимание, контактот со очи, а тој се постигнува преку активни окупациони вежби каде што вие го поттикнувате да се концентрира и нормално преку вежби каде што вие го терате нешто да прави, дали тоа да нижи ланче, да става предмети во низа, дали по боја, по форма, каде што сакало или не ќе биде нужно окупирано и нормално контактот со очи преку тоа што менување на различни предмети, да речеме каде што се вара негова концентрација, негово брзо следење и тука ги гледате тие промашување од аспект на внимание, одлутување, да речеме, каде што се нарушува концентрацијата. Исто така во сензорниот дел, бидејќи тие тој немир што го имаат, се прават сензорни вежби во сензорна соба, каде што се пуштаат
посебни светла кои што се веднаш пред детето се пласира друг амбиент на попригушено светло или амбиент каде што се пласира дали море, рипчиња и така натаму, каде што детето се свирува, значи постигнува еден баланс и кај детето веќе тој немир се губи. Исто тука таа лулашка, една сензорна лулашка каде што детето се поставува на лулашката и додека тоа се движи, прави нешто, вие го поттикнувате на говор и се смирува и работата со различни текстури во оној сензорен дел. Значи тоа е некогаш фаќање на пена, пишување со пена, работа со пластелин, потоа различни структури, меки, рапави површини, тактилни перничиња со боцки кои што прават инервација на целиот нервен систем или окупациона терапија преку она голема топка, пилатес топка или топка што се користи и за рехабилитација за бомбат вежби, каде што им се даваат исто вежби на огледала, последователни движења, рака, нога, координација, каде што ги поттикнувате за насочено внимание и подобар фокус. Тоа е основната работа на дефектологот. Детето да биде смирено и насочено колку што се може, се разбира. Значи третманот оди првин кај дефектологот, па подоцна оди само кај вас или паралелно се одвиваат работите? Може само дефектолошки е во првата фаза. Добро. Значи тоа е некаде во првиот до третиот месец. Секогаш велиме дека кога ќе го донесат детето, фокусот ни е говорот, затоа што нормално она што го гледаат родителите дека детето не зборува, можеби има интелигенција за сложувалки, за сите тие манипулативни работи, меѓутоа ние им велиме дека детето сега не е спремно да работи класично логопедски, затоа што логопедските вежби бараат едно примарно внимание во смисла да детето може 15 на минути да се задржи на една активност, една па друга, за да може да повторува налози, да ве слуша, да го следи она што му го зборувате, ни треба тоа примарно внимание и обично исклучиво дефектологот работи првиот до третиот месец, ако детето и побрзо ги совлада тие вежби, тоа е индивидуално. Тогаш ќе оди и побрзо, а веќе потоа може и ние како логопеди дел од часот можеме да искомбинираме, значи логопедските вежби да течат и низ некоја дефектолошка активност. Меѓутоа првичниот период се посветува на дефектолошките вежби. Значи потоа следувате вие како логопед и вашите колеги нели кои што се вклучени во овие процеси. Како се одвива третманот од страна на еден логопед кај дете со аутистичен спектар? Значи како ќе се одвива и низ кои материјали ќе тече и сето тоа зависи од нивото на говор, што ќе го процените вие и низ прегледот. Значи она што најмногу помага кај децата со аутизам, тоа е методот за учење на говор да биде прикажан по визуелен пат, односно да биде тоа преку слики. Тоа е така наречената PECS метода. Значи прво се основното, кога детето нема поими, нема базичен говор, се учи основните поими. Значи што е ова? Ова е топка. Што е ова? Ова е банана. И очекувате колку што може тоа и да го сврзе како реченична конструкција. Понатаму ако детето е уште поназад во елементарна фаза, тоа е ономатопејата, например мачето прави мјау или ме разбирате тоа да го сврзе, да не биде само како извик, меѓутоа се е тоа по визуелен пат, кај некои деца може да се докаже дека кај детето е полесно да го повторува зборот на слогови, поделено, да речеме топка или банана, што можеби во првиот момент ќе биде малку развлечено и неприродно, меѓутоа детето ви одредува како најдобро може да ги впива тие информации, за да очекувате да ги повторува и да изгради зборовен фонд. Од кога веќе ќе изгради зборовен фонд, вие одите да сврзува реченици со сврзниците, значи сврзникот за, сврзникот и, потоа реченици со глаголски дејства. Да речеме по слика вие му покажувате што прави тука детето, да ви каже детето седи или детето игра топка. Обично децата со аутизам имаат
потешкотија кон сврзување на реченици, некои од нив се склони да ги учат работите малку механички, ме разбирате? Тие можат формулациите да ги научат, меѓутоа кога вие ќе му покажете друга независна слика каде што сам треба да ја одреди ситуацијата, не по тие картички, да речеме веќе што ги знае, што ги научил, може да видите како му е малку тешко или како повторува некои зборчиња што претходно ги научил, па затоа за да не го насочувате кон тој механички модел, нели, само да се повторуваат реченични конструкции, се учи на различни варијации на прашање. Значи за една слика или за секоја наредна да му поставувате различни варијации на прашања, да не биде само што прави детето или каде ќе оди детето, па реченицата да биде детето ќе оди во школа или исто така да му се поставуваат прашални, значи формулации повеќе варијанти на одговори, за да може и утре кога некој друг ќе го праша или нешто друго ќе види во секојдневието, да може да одговори, да не биде врзан за она што го велам јас лекцијашко, класично учење, така сме научиле и тоа, да не го затвараме во тој квантум. Меѓутоа, најважно кај детето со аутизам е да постигне ниво на говор, да може, значи, да го разберат луѓето, да може да каже како се вика, колку години има, да може да даде макар и основен одговор на некое прашање или нешто основно да прокоментира по дадена слика, не мора да е секогаш точно, меѓутоа да има говор. Колкаво ниво на говор ќе се постигне зависи од тоа колку ќе се работи, колку детето ќе се надградува, меѓутоа тука поидол на основа нормално се и дефектолошките знања и интелектот кај детето. И сега, ако имаме време, ја сакам малку да проговорам и за бихевиоралната терапија, што освен говорната логопедска терапија, учењето на фондот на зборови, реченици и намени и сврзници, а она што е битно кога детето веќе го подготвуваме за училиште, она последна година, 5-та и 6-та година. Значи, само овде ќе те прекинам, значи подолг е периодот и патот додека се реши сето ова така? Ова првична логопедска фаза на учење на зборови и реченици, тоа е првата фаза, да речеме помеѓу 3 до 4 години. Си оди целиот процес. Да, сега, за да детето, иако ние сите деца, кај еден логопед може би не доаѓаат точно од 3 години па до 6 или од 3 до 5, вие може и да добиете дете што веќе претходно го работел некој друг колега, па кај вас се донесено веќе на 5 години во друга фаза, во таа крајна фаза. Не се знае нели детето до која фаза и од каде ќе почнете вие. Меѓутоа, значи бихевиоралната терапија не се сведува само на образци на однесување, нели она што буквално значи, туку едноставно ги учиме децата на непосредна комуникација, за да бидат спремни во независна средина, да не се ограничуваат тргнат, како што кажавте, на училиште кога ќе тргнат, во смисло што ние тоа го вежбаме практично. Ајде сега во другата соба е твоето другарче и сега влези, однеси му го ова, значи кажи, јас ти носам една кофичка или може ли да ми дадеш играчка. Исто така моментот на активно одзивање, значи кога некој ќе му се обрати по име да каже молам, ме разбирате, или ако треба да фрли ѓубре, отпадок, да влезе во друга просторија, бидејќи тие се склони малку кон тоа да не им смета ако има во другата просторија повеќе луѓе да се однесат малку несоодветно, односно да поминат како да нема никој, а пак тоа во независна средина не би било баш така, нели, добро и правилно, че ние ги учиме, да, сега треба да влезеш, да го фрлиме отпадокот, меѓутоа ќе кажеш само да фрлам ѓубре или може ли да се напијам вода, ме разбирате, оние независни образци на однесување, каде што вие кога ќе го истренирате детето, потоа веќе во училиште ќе видите и родителите, па дури и наставниците во некои разговори кажуваат дека да, кај тоа дете каде што се работело тој циклус на терапија, нема
проблеми во однос на интеракција со деца, во однос на тие непосредни образци на однесување, што многу им олеснува на децата да бидат прифатени и понепречено го поминат оној почеток во училиште, што за секое прва ќе знае да биде тежок, а па за нив и малку повеќе. Така. Мислам дека доволно кажавме околу сето она што вие го имате како улога. Може би не доволно, меѓутоа доволно за оваа емисија. Секако сакам нели малку да оставиме време на ова еве што го држам во раката, ова е ваше издание, значи Светот на Марко и Марија. Водич за родителите, воспитувачите и наставниците. Се работи за една приказна по првиот дел, која што ја раскажува Марија за своето братче со аутизам, а во вториот дел ќе ни кажете вие што содржи и зошто е добро ова да го имаат еве оние кои што се посочени. Светот на Марко и Марија излезе сега во текот на ноември месец нова книга. Значи тематиката е за дете со аутизам. Тоа е Марко, а всушност Марија е наратор, она што ја раскажува состојбата низ сите тие фази. Прво, како Марко се родил и бил навидум едно мирно повлечено детенце, па потоа тие откриле по неговото однесување дека тој има некаков проблем, дека одбива интеракција, дека имал негодувачки епизоди кога оделе во парк и сето тоа нив ги навело сите да се запрашуваат дома што се случува. Бидејќи таа била 10 годишно девојче, била свесна, разумна, гледала дека нешто не е во ред, како и родителите, така и таа се опишани сите фази патот на диагностиката, како отишле на невролог, па потоа почнува диагностиката со дефектолог, логопед, како таа објаснува како Марко одел во сензорна соба, што правел на дефектолог, како дел од логопедските задолженија што тој учел на логопед, бидејќи некои од нив децата имаат тие холалија што повторуваат се буквално како тој го имал и тоа, па како таа учејќи тоа на логопед и таа вежбала со него дома, како потоа Марко се запишува во училиште, меѓутоа тука доаѓаат и тие проблеми на независна средина, на вклучувањето, како исто таа решила да побара помош, значи како да му се помогне во училиште, бидејќи незините родители биле малку и изморени од сето тоа и очајни, значи на моменти не знаеле што да прават и како да превземат, па потоа Марко како е веќе поголем, што таа го советувала, како тие двајца функционирале, значи таа една приказна од мало дете до адолесцент. Потоа вториот дел е стручниот дел, ова за кој што за первазивните развојни нарушувања, како се манифестираат типовите на некој начин информативно прикажано, многу убаво. Јас себе цела ја разгледувам, значи добро е што сето ова што го имате напишано е проследено и со фотографии, кои што некако убаво го надополнуваат овој текст. Кој што навистина и сметам дека може да биде корисна не само и за семејства кои има секој да го има. Убаво сте посочиле, значи водич за родителите, воспитувачите и наставниците. Во секој случај да се прочите, да се види точно ништо поминува едно дете кое што има аутистичен може да се најде во издавачката куќа Феникс, цената е 200 денари и навистина секој би се запознал и со состојбата, а основно приказната е инспиративен дел дека и едно дете со аутизам не треба никогаш да се губи надеж во смисла дека ако се случи таа состојба дека тоа е и готово. Значи секогаш низ работа, полека и со поддршка од семејството, детето може апсолутно многу да напредне, дури да ги изненади очекувањата на многу дијагностичари на самото семејство. И некако како тука при крај сме да кажеме само дека овие дечиња
во принцип се многу интелигентни. Така. Значи, Тоа е научно докажано, од нив така. имаат и савански однесување, меѓутоа, јас, нивната интелигенција, значи, едно дете може и да нема говор, меѓутоа да видите дека има исклучителен осет за ориентација, или исклучителна когнитивна интелигенција, каде што, да речеме, сложувалка од 50 најситни парчиња, ја реди сам, без никаква помош, без гледајки шема, исто дури и склоноста што тие, да речеме, проговоруваат, условно кажано, прво англиски или дури и тоа е одреден степен на она висока интелигенција, меѓутоа за сметка на непосредната вербална комуникација која што има проблем. Јас тоа тие високи подрачја на интелигенција ги нарекувам компензаторни механизми што им помагаат во животот да можат да функционираат. Така. Еве, уште еднаш сите оние гледачи кои не следат, ако сакате да си ја купите ова книга, Светот на Марко и Марија, која што, како што кажа и Ана, е на приказна за нели детенце со аутистичен спектар, можете да ја купите во книжарницата Феникс, тоа е негде кај универзалната сала. Ана, само како за крај да ни кажеш што има интеракција плюс Центарот за месец декември, имате ли, знам дека организирате некои работилници и така натаму, што има да информираме? Така, токму и од крајот на месец ноември се до 31 декември имаме едукативни работилници кои што ќе вклучуваат, проценка, преглед за секое дете, логопедско-дефектолошки преглед, каде што родителите ќе добијат мислење и проценка докаде е говорно-јазичниот развој кај нивното дете, за сите оние кои што имаат проблем, за да побрзо, се почне со процесот на рехабилитација и надминување на говорно-јазичните проблеми, за да се случат тие проценки и прегледи, можат да се јават на нашите телефони. Тоа се 071 973 362 и 078 245 484 секој работен ден од 12 до 20 часот, за да можат навремено да закажат преглед. Ти благодарам, Ана, за денес. Имавме преубав разговор, достави многу информации во однос на оваа проблематика. Ви посакувам многу успех во сето на што го работите нели во вашиот центар и што повеќе и што побрзо да им помогнете на овие дечиња, нели да можат да се вклучат во процесот на образование. И јас го посакувам истото, ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе се видиме и во некоја наредна прилика. Секако, повторно ќе закажеме средба пак за некоја друга тема. Така. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека се тоа што го слушнавте денеска, по-конкретно за оние кои што имаат помали дечиња, ви беше од корист. Ако забележите некои од симптомите, нели реагирајте навреме. Првин посоветувајте се со матичниот педијатар, па потоа и ако треба понатаму да се диагностицираат навреме проблемите, зашто и да се работи и да може да се решат. Ви благодарам за вниманието, останете во убаво расположение, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.